Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Нема поактуелна тема во државава деновиве од настаните поврзани со така наречениот француски предлог како обид за деблокада на евроинтеграциите на Северна Македонија. За ова вечерва разговарам со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. И наместо генерална најава, прашање до вас, дали обидите на француското претседателство се завршени и дали францускиот предлог може да го прогласиме за мртов? Не, мислам не затоа што немаше конечен француски предлог, имаше работна верзија, заради тоа што обидите за усогласување на текст не успеа до последен момент, а самитот се приближуваше и француското претседателство пушти работна верзија меѓу земите членки. Сега, после резолуцијата во Бугарското собрание и нашата веќе јавно објавена позиција, која што и претходно беше комуницирана, очекуваме дали француското претседателство ќе има конечен предлог по однос на ова прашање. Го споменавте документот што денеска е усвоен на пленарна седница на бугарскиот парламент. Известивме за известни корекции во последен момент. Не беше јасно на прва во тој бирократски речник дали тоа може би отвора простор по вашиот Facebook повикот утринава дека два збора неделат од договор, евентуално да се стигне навистина до компромис во следните денови. Дали е направена анализа во вашиот тим во МНР, што значат тие корекции во последен момент? Ние го анализираме, пошто ја добивме и официјалната верзија, преведена на македонски јазик. Јас не само денеска на објавениот статус за тие два збора, туку и вчера комуницирав со бугарската страна и со француското претседателство и укажував за некои прашања кои што се многу битни за нас во односење на одлука доколку би имало конечен француски предлог. Дали овие измени кои што беа направени во последен момент можат да бидат основа за разбирање на позициите на Република Северна Македонија, тоа не можам да го кажам, ќе зависи од тоа како понатаму француското претседателство ќе го срочи тој предлог што треба да го пушти и до нас. Добро, за почеток толку, ќе одиме на реклами, па ќе се вратиме со интервјуто, останете на осад. Гледате 360 степени, видовте во студиото е шефот на дипломатијата Бујар Османи, го продолжуваме интервјуто со него. Се разбира, ќе се вратиме на темите што ги отворивме во оној првичен дел, но сега прво за други прашања кои што деновиве се отвори, а се поврзани со така наречениот француски предлог. Повици за ваша и за оставка на премиерот и на вице-премиерот за европски прашања стигна од повеќе страни. Оценката е дека францускиот предлог е капитулација на нашата дипломатија, па се прашуваат како од португалскиот стигнавме на ваков предлог. Да, видете, ако ги следите внимателно тие коментари, гледате дека фокусот е ставен на коментирање на политиката и на дипломатијата, а не на содржината. Заради тоа што тие се влезени во политичка борба, на нив не им е важно. Тоа се луѓе на кои што кариерите им се све во животот и воопшто не им е важно дали државата ќе се движи напред, кој е предлогот. Нив им е битно да ја критикуваат другата страна. Плукај по противникот. Не, ама тоа претпоставам се однесува на еден човек, но имаше и луѓе од невладиниот сектор, од think-tank организациите и на политичките партии. Ова е толку тежок процес, толку изискува комуникации, анализи и состаноци да јас воопшто и не ги слушам и тотално ги игнорирам таквите размислувања. Не, ама релевантни се прашањата дали се напуштени црвените линии, да речеме во однос на францускиот предлог, уште еднаш да кажам, немаше финален француски предлог. Имаше работна верзија пуштена до земите членки заради тоа што се приближуваат деновите на самитот, а едно прашање остана нерешено помеѓу двете страни. Бидејќи се создаде таква хистерија по однос на францускиот предлог, а генерално таму е едно прашање на кое што ние забележуваме и сметаме дека го правите неприфатлив за нас. Тоа е прашањето на вметнување на протоколот во преговарачката рамка, иако и во досегашните предлози на комисијата и во текот на германското, и во португалското, и словенечкото претседателство, секогаш преспанскиот договор и договорот за пријателство биле во основниот документ, во преговарачката рамка, во параграфот 5. Чекайте, зошто сега само протоколот го споменувате, нели? И во Facebook статусот утринава, потоа и на брифингот зборувавте и за втора тема. Тоа не е во рамката. Не е во рамката, да, но во пакетот документи. Јас зборувам прво само за рамката. Значи, во целата рамка која што беше представена во јавноста како нешто што е тежок
пораз, ако можам да кажам, за нашата страна, има едно прашање кое што ние го оспоруваме. Се разбира, они се обидуваат акцискиот план за малцински и етнички права да го прикажат како нешто што е внесено билатерално прашање во преговарачката рамка, меѓутоа јас мора да потсетам дека нема преговарачка рамка за било која земја во која што нема малцински и етнички права. Министре, ајде дозволете сега, веќе кога го споменувате тој акцијски план, навистина станува збор на прва за нов инструмент, ако се споредува преговарачката рамка од 2020 година со оваа сега, станува збор за нов инструмент кој што се промовира во овој текст и точно е, се врзува со кластерот фундаменти. Така. Дозволете три работи да кажам по однос на тоа. Значи, прво, кај за другите земји, поглавието за човекови права, за малцински права е дел од патоказот за владење на право во рамки на поглавието 23. Тоа е аки, тоа е задолжително за секоја земја. Тоа што е направено во францускиот предлог е издвоено како посебен параграф, еве кажете вие и инструмент, во кој што се адресираат истите прашања, како и за секоја друга земја, прашањата на недискриминација, прашањата на интегрирање, прашањето на едукација. И тука морам да потенцирам. Во јавноста беше злоупотребен зборот едукација, дека тоа значи прашање на книги. Не, тоа е прашање на образование на малцинствата. Втора карактеристика, не се однесува само на бугарската заедница, туку за сите заедници и за сите малцинства, од етнички до неетнички малцинства од било кој тип. Значи, тоа е апсолутно аки кое што важи за било која друга земја кандидат. Трето што е важно, Европската комисија е таа која што ќе даде извештај дали се почитуваат малцинските и етничките права, не Република Бугарија. И до сега, во секоја година, Европската комисија даваше извештај дали се почитува рамковниот договор, дали се почитуваат правата на ЛГБТ заедницата, дали се почитуваат правата на ромите и така натаму. Тој извештај ќе биде повторно од Европската комисија. Ако ние се плашиме дека Европската комисија ќе има бајас или ќе има одреден необјективен пристап или необјективна проценка, тоа е грешка. Стравот е како ќе се стигне до содржината на тој акцијски план, бидејќи и во самата предлог рамка пишува дека до него треба да се стигне на инклузивен начин и со добра волја, што преведено според критичарите на предлогот значи дека ќе мора да се борите со бугарските инсистирања и барања. Мислам дека е јасно дека и ако гледате и во документите на Република Бугарија, тоа што бараат бугарите во однос на малцинските права е еднакво со другите заедници. Ниту ние сакаме бугарската заедница да биде подредена од правата што ги имаат сите други етнички заедници. И да не беше барање на Република Бугарија, тоа ќе беше обврска за нас сите етнички заедници да се третираат подеднакво и сите граѓани да се третираат подеднакво. Бидејќи една од темите е говор на омраза. Банализацијата на инструментот оди дотаму што се вели дека за секој пост на Facebook во кој што ќе биде критикувана Бугарија или ќе биде изнесен некаков антибугарски став, ќе се оди во затвор. Дотаму одат коментарите. Апсолутно тоа не е точно и како што рековте е банализација на таков предлог. Значи, секоја земја кандидат има обврска да исполнува критериуми по однос на малцински права и етнички права. Гледајте ја рамката на Србија, гледајте ја рамката на Црна Гора, гледајте ја рамката на Албанија. Секоја земја има обврски. Тука е спуштен како посебен механизам, бидејќи е дел од спорот помеѓу Република Бугарија. За Република Бугарија е важно еднаквоста на бугарската заедница со другите етнички заедници, меѓутоа во овој механизам воопшто не се спомнува бугарската заедница. Туку се спомнуваат генерално етничките заедници и малцинските. Може ли тоа што Бугарија ќе има право на збор при одобрувањето на акцијскиот план, на вистина тоа да го прави непреминлива пречка? Видете, Република Бугарија и секоја земја членка има право, како што сме проценили ние 130 пати во тек на процесот, да го блокира процесот. Бидејќи не им треба никаков аргумент за да кажат ние не сме задоволни, тука Република Северна Македонија треба да застане, дури со новата методологија имаат право и да го вратат процесот на почеток, затоа што така се внесе политичко управување
со процесот. Мислам дека Република Северна Македонија не може таму каде што е најсилна, а тоа е во делот на човековите права, да покаже слабост. И ние пред Европската Унија да кажеме дека ние не сме спремни бугарската заедница да ги има истите права како што ги има турската заедница, ромската заедница, па и српската, албанската и македонската и така натаму. Во тој дел не е спорно. Морам уште еднаш само да ги повторам трите работи. Прво, секоја земја, тоа е дел од Копенхашките критериуми, секоја земја задолжително мора да исполнува критериуми за малцински права. Второ, не се однесува за бугарската заедница, туку генерално за сите. И трето, Европската комисија е таа која што прави проценка дали вие правите прогрес или не правите прогрес во тој дел. Така да, воопшто, може, колку за символика, ние им рековме на французите, би било добро, како и за другите земји, да биде дел од патоказот за владење на право, односно да се подигне еден параграф погоре во текстот. Меѓутоа, доколку ова е прашањето кое што значи, се разбира, за да ставиме фокус на етничките права, мислам дека е прашање за кое што не треба не знам чива идеја била тоа, но на пример во српскиот случај постои посебен акцијски план за национални малцинства, така што претпоставам дека некој се обидувал да комбинира меѓу постоечките инструменти и да го направи тоа што вие го зборувате. Значи, тоа е аки и е дел од Копенхашките критериуми. Не може ниту една земја, независно дали има спор со друга земја или со малцински права, која што нема да има таква анализа и извештај од страна на Европската комисија по однос на степенот на имплементирање на човековите права. Ако може да ги сублимирам реакциите по предлогот, би ги групирал во 2+1 прашања, во стилот нова 4+1, 5+1. За едното зборувавме, тоа е акцијскиот план, се надевам дека го абсолвиравме. Понатаму споменувањето на договорите со Грција и со Бугарија во преговарачката рамка, особено проблематичен се смета делот во кој што во заграда засега стои споменувањето на протоколите кои што се практично записници од заедничките меѓувладини седници на Бугарија и Северна Македонија како инструмент од членот 12 од договорот од 2017 година. Што е проблем ако во заградата стојат и протоколите? Значи, прво морам да кажам дека договорите, преспанскиот и договорот за добрососедство со Бугарија секогаш биле во предлог преговарачката рамка од страна на Европската комисија во било кое председателство, кое што сите ние сме го прифатили како текст и тие што денеска се зборуваат за небилатерализирање на преговарачкиот процес. Секогаш биле основа. И тоа параграфот вели вака: прогресот на земјата ќе се мери врз основа на добрососедските односи, вклучувајќи тука опипливи резултати во имплементација на Преспанскиот договор и договорот за добрососедство од 2017. Може ли прво, кога сме на ова базично ниво, да се приговара зошто воопшто двата договора се споменати во преговарачката рамка? Не затоа што знаете дека билатералните прашања беа во основа на патот на земјата како пречка на патот на земјата за членство во Европската Унија. И откако е подпишан Преспанскиот договор, откако е подпишан договорот за добрососедство, тие секогаш биле како обврска. Добрососедските односи генерално се предуслови за напатот за Европската Унија. Сега некој вели добрососедските односи се во делот на стабилизација и асоциација, но зборувам за предлог рамката предложена од страна на Европската комисија во последните 5 години секогаш биле таму во тој параграф. Тоа што сега инсистираше Република Бугарија е да се додаваат и протоколите, односно записниците. Договорот во член 12 предвидува еднаш годишно меѓувладина комисија меѓу Република Бугарија и Северна Македонија да се сретнат, да направат пресек што е реализирано во изминатата година и што ќе се реализира во годината што доаѓа. Тој записник се нарекува протокол. Го подпишуваат двајца министри, се усвојува на влада и се продолжува понатаму идната година нов протокол. До сега имаме само еден протокол кој што го има подпишано мојот претходник. Република Бугарија, сметајќи дека ние недоволно го имплементираме договорот, инсистираа да се спомне и протоколот во преговарачката рамка. Иако тука аргументираа сите земји членки, им викаат зошто го спомнувате протоколот кога и така е инструмент од договорот. Штом се спомнува договорот, тоа подразбира сите одредби од договорот, сите членови, сите инструменти, сите документи кои што произлегуваат од договорот. Нашиот аргумент беше договорот нема протоколи.
Договорот има протоколите се записници и затоа не име местото во преговарачката рамка. Може ли јас со истата логика, односно со обратната логика да ве прашам, а што е проблемот за Северна Македонија ако во преговарачката рамка после договорот во заграда стојат и протоколите? Ако суштински протоколите се составен дел, се инструмент од договорот, тие се подразбираат сами по себе. Биле не биле таму, тука се. Значи, уште еднаш ќе кажам, во правна форма договорот нема протоколи. Тоа се записници од еден инструмент на договорот. Да, тоа подразбира, еве на пример Преспанскиот договор е во тој параграф. Тоа значи дека покрива и Комисијата за историски образовни прашања со Грција, и Комисијата за трговски марки, и сите одредби кои што ги има Преспанскиот договор. Меѓутоа не се спомнуваат таксативно во преговарачката рамка. Јас реков и денеска на брифингот. Да, можеби тоа не дава правни консеквенции различни отколку што дава самиот договор. Меѓутоа дава одреден политички легитимитет, целиот фокус на нашата европска перспектива да се мери врз основа на тие одредници кои што ги содржат протоколите. Ама и вака сега ќе подпишете нов протокол, бугарите секако спроведувањето ќе го мерат низ тоа дали се спроведени одредбите од тој протокол или не. Уште еднаш ќе кажам, Република Бугарија ништо да нема во преговарачката рамка, таа што треба да го дигне гласот за 130 пати најмалку во тек на преговарачкиот процес. Не мора да образложи никаква причина зошто вели не за било која фаза од процесот. Се разбира дека земјите членки ќе бараат аргументи, меѓутоа еве на крај на краиштата тие може да кажат не без било која причина. Ние не сакаме процесот на европска интеграција да го ставиме во светло само на историските одредници, а протоколот на некој начин е парадигма која символизира историски прашања и не сакаме таков дух да внесеме во преговарачката рамка, иако вие сте во право. Штом се спомнува договорот, се спомнуваат сите инструменти во него. И тоа е прашањето што... Ама дозволете уште малку додам против оваа логика, бидејќи ако е кредибилна, точна, автентична содржината на протоколот кој што е усогласен, а не подпишан се уште, Претходниот, првиот? Не, за овој вториот зборувам кој што го објави БГНЕС деновиве. Тогаш БГНЕС го објави првиот протокол од 2019 година и тоа е точно. Тоа е објави текст и на овој усогласениот договор. Не усогласен, не финализиран. Значи ние завршивме голем дел од тој протокол кога беше тука бугарската делегација, меѓутоа оставивме некои прашања за кои што нема. Поентата ми е следна. Таму во делот на историјата нема укажување за содржина и нема рокови. Има укажување на тоа дека комисијата треба да работи со одредена динамика, има рокови поврзани со работи што треба да се завршат откако претходно ќе има договор во комисијата, а во комисијата фала Богу има историчари од двете страни. Видете, го врзувам за ова што велите дека протоколите се асоциација на историја. Видете, јас не сум го образложил протоколот заштоа што не е финализиран. Чекам да се финализира, па потоа да го представиме во јавност. Но ова што го кажувате ви е точно. Значи, сите предвидени мерки или активности во протоколот се однесуваат откако историската комисија ќе донесе одлука за некоја историска личност или некој историски период. Ќе земам конкретен пример. Вели, тие што се договорени во рок од толку месеци да се објават. Доколку не се објават заеднички за 6 месеци, двете страни го задржуваат правото да ги објават унилатерално. Но ако се договорени. Ако се договорени. Второ вика, доколку комисијата постигне договор за препорака за учебник, за 2 години таа препорака да може да се имплементира. При тоа вика, државите ќе објават као семпл примерок како тоа ќе изгледа, да биде дел таму, но да се имплементира во текот на 2 години. Но не кажува до кога треба да се усвои таа препорака, ниту дава насока како треба да се утврди таа препорака. Останува на комисијата за историски и образовни прашања, на нивна автономија апсолутно да одлучат како, што, кога. Тоа што ние си дефинираме меѓу себе како влади е што откако тие ќе ни препорачат на нас, што правиме ние со тие препораки. И утврдуваме
тоа се чекорите. Има неколку реченици во кои што вели ја охрабруваме комисијата да работи забрзано, но ја охрабруваме, не и ја задолжуваме, тоа се многу важни разлики и воедно и тука имавме доста разговори дека комисијата треба 8 до 12 пати во годината да се сретне. Реално тука имаме право ние да утврдиме динамика, но никако да им кажеме што ќе разговараат, како тоа ќе го решат. И сега, и покрај се, вие инсистирате како влада дека во заграда никако не смее да стои протоколи во преговарачката рамка. И покрај тоа, ние сметаме дека на протоколот не му е местото во преговарачката рамка. Вие разбирам логиката. Доколку историската комисија е заштитникот на процесот, доколку договорот тоа го подразбира што ме внатре во преговарачката рамка. Прашањето ваше е што е проблемот да биде и протокол. Знаете, има и уште еден аргумент. Нема рамка. Има договор за 4 историски личности. Ме разбирате, мислам, пак е договор меѓу историчарите од Бугарија и историчарите од Северна Македонија. Без рамката. Ако рамката е сега тој баук некако. Не само комисијата што има две страни. И мора да има одобрување од двете страни за да има решение. Протоколот има две страни. Не може Бугарија да донесе протокол. Мораме ние да го подпишеме за да биде валиден. Ние не сакаме таков дух да дадеме на европскиот процес. И затоа не случајно пишав, тоа е парадигма на историските прашања. Го символизира корпусот на историски прашања и внесувањето таму иритира. Што е тоа што како последен сигнал стигнува од Софија и од Париз? Дали има изгледи да се направи некаков компромис на оваа тема? Бидејќи вие го поставувате како морам да повторам. Ние до крај, до последните денови од минатата недела, до 17 некаде, со французите на дневна основа разменувавме идеи. Не можевме да се усогласиме за овие две прашања. Протоколот во рамката и дали уставот пред или после првата меѓувладина конференција. На крај французите рекоа самитот доаѓа. Ние мора нешто да придвижиме доколку сакаме да го искористиме просторот. И они го пуштија текстот, го дистрибуираа незавршен и од тука кај што е протокол стои во заграда, за да може тие денови додека циркулира тој предлог, ние да можеме да се усогласиме. И токму тоа го правиме. Еве, вчера во текот на самитот, додека председателот Макрон и Ковачевски беа на состанок, ние со француската делегација бевме цело време на состаноци. Ние се видовме со бугарската делегација. Значи, се обидуваме да ги искористиме овие денови и затоа они го пуштија неусогласен до крај, за да може да купиме денови едноставно до 30 јуни, бидејќи сакаат во нивно председателство да ја завршат работата. Сега, што се случува во меѓувреме? Во Република Бугарија усвојуваат резолуција, утврдуваат нови позиции. Реално тоа се нови позиции од рамката која што и рамковната позиција која што ја имаа до сега. Ако бидем искрени, тоа се позиции кои одат под тоа што беше декларација на 44-тото Народно собрание и рамковна позиција на владата. Па еве, принтајте ги и ќе видите која е разликата меѓу рамковната позиција и ова. Значи, тие објавија позиција, ние ги објавивме. Морам да објаснам тука, бидејќи не критикуваат зошто молчевме. Кажав и денеска, ќе го кажам и тука. Ние кога видовме дека французите ќе пуштаат неконечен предлог, веднаш го формализиравме тоа со наши забелишки до французите. Заедничка беше стратегијата, не само наша, и на пријателите. Додека трае гласање за доверба на влада, ние би влијаеле со било каков став или негативно или позитивно. Ние не сакавме да влијаеме во таков сензитивен процес во вакви услови. И решивме тоа да се случи еден ден после гласање доверба на влада. Довербата на влада беше во среда, самитот во четврток. Значи, ние уште на 18-ти веќе знаевме што ќе кажеме на самитот. И таа ни беше стратегијата. Контратезата нова е, знаете, дека сакавте да го прифатите предлогот и дека реакциите дома ве предомислија и се уплашивте и се откажавте. Затоа што ние имаме писмена комуникација во која што ги кажуваме нашите забелешки на истиот ден, односно утре дента, после дистрибуирањето на дури пред дистрибуирањето формално на тој предлог. Но идејата беше не ги комуницираме јавно за да не влијаеме на такви важни процеси. За жал, тука оставивме простор да се изгради наратив
кој што Тоа беше на штета на дебатата, Тоа бидејќи беше- практично немаше дебата. Беше едностран наратив. Може да замислите во каква позиција бевме, слушавме лаги цел ден, слушавме погрешни интерпретации цел ден и не можевме да одговориме затоа што имаме и обврски како сојузници во НАТО, имаме обврски како во меѓународната заедница да не допринесеме за било каква дестабилизација во рамки на Сојузот и рековме дека нема да коментираме јавно, ќе издржиме во четвртокот И се случи коментираме. цунами од хистерија. Не само што за жал имаше и хибридни обиди за хибридни напади. Значи мислите имаше луѓе кои што се обидува, се јавува кај министри, се јавува кај политички партии со лажни информации за да се обидат да ја рушат оваа државна стратегија. Луѓе од овде кај наши министри и партии. Кај наши министри и партии се јавува луѓе од Македонија, тие што ги гледавме низ телевизии овие денови. Ние мислиме доколку се докаже дека тоа е сепак дел од некоја поорганизирана шема за да се наруши државната позиција, тоа веќе покренува сосема друго прашање. Но не сакам да ме разберете погрешно за новинарите, за аналитичарите. Тие мораа да коментираат. И со право тие викаат немаме доволно информации и создаваа свој наратив. Ние не можевме да контрираме заради оваа обврска што ја имавме да не попречиме други процеси и да дозволивме да се изгради погрешна перцепција. Не можеме да го критикуваме францускиот предлог затоа што све друго освен тоа што остана во загради како неусогласено решение беше окей. Една од вашите тези беше не коментираме додека официјално не добиеме предлог. Вие на крај не добивте официјално предлог, па излеговте со коментар. Значи, конечен француски предлог нема. Има една работна верзија. Меѓутоа, откако заврши чекавте за да го коментирате. Откако заврши овој процес во Република Бугарија, ние утре дента веќе јавно од Брисел го кажавме нашиот став во тоа прашање. Но зборам за јавниот дискурс, не зборам за нашите комуникации. Ние нашите забелешки, овие забелешки што ги кажувам и сега, ги кажавме и на денот кога француското претседателство реши дека така не е усогласен, мораме да го пуштиме Уште еднаш за протоколот. Рековме, беа направени во последен момент корекции на документот што денеска беше усвоен во бугарскиот парламент, особено на делот во кој што првично се велеше вклучување референца за двостранните протоколи, а потоа се видоизмени во впишување референца за договорот и протоколите од заседанијата во преговарачката рамка и се додаде еден дел кој што вели во врска со одобрувањето од Советот на ЕУ на заедничките позиции за меѓувладините конференции ЕУ Република Северна Македонија. Предпоставувам само луѓе кои што го разбираат темелно ЕУ процесот може да сватат што сакале бугарите да кажат со ова и дали евентуално оставаат простор за решение, да речеме, налик на ова со унилатералните изјави за јазикот. Јас се надевам дека ова дава основа за да има разбирање и за нашите позиции во процесот. Се разбира дека има и бугарските позиции се земени предвид во дефинирање на овој пакет. Затоа што за да даде согласност Бугарија сакаше да ги види и своите позиции. Но нашите позиции, например во делот на јазикот, објаснував денеска, нашата најголема борба во овие месеци и години беше да нема никакви квалификации по однос на јазикот. Никогаш до сега не сме имале официјален ваков предлог во кој што по однос на прашањето на јазикот не се даваат никакви додатки квалификативи и тоа е прифатено. Дали е така, бидејќи тоа беше оспорувано? Затоа што во изјавата за отворање на преговорите од страна на ЕУ, постои еден параграф во кој што се вели дека во врска со преводот на заедничкото европско право на македонски јазик, Советот го прима на знаење намерата на Бугарија и на Северна Македонија да вложат унилатерални изјави за македонскиот јазик, па во фуснота се вели дека тие ќе бидат прикачени на заклучокот од на записникот од првата меѓувладина конференција. И сега ова за многумина сепак е ситуација која што создава проблеми и со македонскиот јазик. Значи, откако е подпишан Преспанскиот договор и регистрирани се атрибутите во картата во Обединетите нации, Република Бугарија има пуштено нота дека го оспорува прашањето на јазикот. И меѓутоа,
и никој не може да наметне на Република Бугарија каков став ќе има по однос на било кое прашање. Тоа што се обидуваше Република Бугарија преку овој процес е тој нивни став да стане став на Европската унија. И ние целиот овој период се обидувавме, работевме, се боревме и кажав и денеска, а 75% од нашата енергија во овој процес беше потрошена во делот на јазикот. Бидејќи сметавме дека е тоа суштински дел од процесот без кој ние не можеме и за кој ние не можеме да преговараме. Како позицијата на Република Бугарија да не стане европска, а не како да ја смениме бугарската позиција. Бидејќи нема начин вие да ја смените бугарската позиција по однос на тоа прашање. Така да португалскиот предлог предвидуваше, бидејќи не се прифаќа варијантата да нема воопшто јазик. Втората варијанта да има официјален јазик на Република Северна Македонија. Трета варијанта македонски јазик согласно уставот. Сите овие варијанти беа одбиени низ процес. Четврта варијанта астериск за севкупна употреба во која што Бугарија го издвојува своето мислење. И пета варијанта астериск за една употреба. Сите овие варијанти беа работени во текот на овој процес, за да Бугарија на крај каже, но ние ќе ја дадеме нашата позиција преку изјава, во која што ние кажуваме, ако ја давате вие, тогаш ќе дадеме и ние наша позиција во записникот. Но Европската унија не е дел од овој процес. И тоа беше многу важно. И Дали тоа што сега одредницата за јазикот во рамката, вака како што ја видовме во ова што се нарекува нацрт француски предлог, е чиста и се вели дека, како и за сите други земји кои што аспирираат да станат членки на Европската унија, дека акито ќе се преведе на македонски јазик. Но какви се гаранциите дека тоа во еден момент во текот на преговорите Бугарија нема да го проблематизира? Ниту сега ние би прифатиле било што како квалификатив за јазикот, ниту било кога во иднина. Значи, не само заради тоа што тоа најјасно сме го исцртале до сега. Ние имаме резолуција од Собранието која што не дава никаков простор за такви разговори. Значи, тоа треба апсолутно да се остави надвор од сите било кои можни опции. Унилатерална изјава што значи? Тоа е изјава на состанок која што се забележува на записникот. Вие никого не може да спречите да не земе... Какво е нивното влијание на преговарачката рамка? Апсолутно никакво. Значи, според ова што сега го има како предлог, македонскиот јазик останува еден од 25 јазици на Европската унија без никакви квалификативи, додавки, дополнувања. Може ли тоа Бугарија во еден момент да го оспори? Значи, ние нема да дозволиме и нема основ тука за да го оспори, бидејќи станува дел од преговарачката рамка, а преговарачката рамка е основниот документ кој што го дефинира процесот, а потоа е основа за подпишување на договорот за членство. Значи, затоа целиот процес беше блокиран. Затоа што тоа што ќе го има сега во рамката, тоа го утврдува патот за понатаму. И целата инвестиција наша беше во делот на јазикот. Но јас кажав денеска една метафора, луѓето кога прават сообраќајки, кога гледаат дека се здрави, после им е жал за колата. Ние цело време зборувавме за јазикот, сега во оваа дебата, за жал и аналитичари кои што ја разбираат тежината, никој не го спомнуваше прашањето на јазикот, туку на лажни интерпретации за тоа што све има во преговарачката рамка. Да, најголемата победа од овој процес пред се за македонскиот народ, но и за сите граѓани и за Република Северна Македонија е што за прв пат и во согласност од Република Бугарија македонскиот јазик станува дел еден од службените јазици. Да не разберат погрешно, тие секогаш ќе велат дека не се согласуваат со тоа, но доволно е да дозволат ЕУ да си ја задржи таа позиција. И тоа беше клучно за нас и никогаш ние не сме се обиделе да ја смениме бугарската позиција по однос на тоа како се обидеме да сумираме во овој момент како стојат работите. Дали е став на владата вашиот утрински Facebook статус? Да, се разбира. Во кој што велите дека две работи не делат, два збора не делат од договор. Едното е да се тргне ова протоколи од рамката и второто е првата меѓувладина конференција да не биде само политичка, туку да биде меѓувладина конференција за отворање на преговори. Јас се разбира го водам овој процес, јас ги кажувам тие ставови во име на владата, но кога ќе дојде, ако дојде нов, односно не нов, туку конечен француски предлог, тој ќе мора прво да помине на влада, па да помине во коалицијскиот совет, па потоа да се информира и Комисијата за надворешна политика во Собранието, да го информираме председателот на државата и потоа да ги информираме
француското председателство кој е нашиот став. Но јас, доколку се тргне протоколот од рамката и доколку прашањето на секвенционирањето, што е прво, дали меѓувладината, односно доколку почне процесот на преговори сега, јас ќе бидам тој што ќе се обидам да ја убедам и владата, и председателот, и парламентот, и сите дека е тоа добро решение за нас. Сега оваа формулација ќе се обидам да ја убедам и владата, и председателот, и парламентот, значи дека во владата не се убедени дека дури со овие две работи треба да се прифати. Не сакам да прејудицирам јас сега, бидејќи тоа не би било коректно јас да кажам во име на коалицијскиот совет, во име на председателот, сепак ќе треба да се информираат, но апсолутно ги имаме сите аргументи да кажеме дека ова решение е добро и за нас, и за Република Бугарија, и за Европската Унија. Но важни ни се тие чекови. Опозицијата многу критично се постави кон предлогот, а ако бидат направени овие корекции, ќе видиме дали евентуално ќе дојде до некакво нијансирање на нивната позиција, ако веројатно е тешко такво нешто да се очекува. Ако има пробив, тоа е еден пат. Но што ако нема пробив? Јас баш денеска дојде едно ново истражување на јавното мислење работено на ниво на Балкан. Во Македонија само 56% од граѓаните поддржуваат членство во ЕУ, што е, мислам дека досега најниско ниво. Видете, А дополнително да речеме во НАТО, веројатно како рефлексија од ова што се случува со Бугарија и со Европската Унија, во Македонија е третата земја членка на ЕУ со најголем процент на оние што би гласале за напуштање на НАТО. 31% од граѓаните велат дека би гласале за напуштање од НАТО. Интересно е дека Бугарија е прва со 34%. Видете, јас мислам дека е тоа протестен глас. Тоа не е глас ако можам да кажам, кој што ја одразува волјата на нашите граѓани. И тоа се две причини. Прво е тешкиот пат до Европската Унија. И второ е континуираната руска пропаганда која што се обидува таа разочараност на граѓаните поради тој тежок наш пат да ја канализираат во одреден правец. И мислам дека се тоа двата основни фактори зашто имаме таков став на граѓаните кој што не мислам дека е автохтон, дека е постојан став на граѓаните. Тоа е еден пик на моментот кој што е одраз на фрустрацијата. Сите ја чувствуваме таа фрустрација. Низ оваа дебата, низ тоа што ни се случува сите овие години и секој би реагирал така. Нормално е секој. НАТО некако се поврзува, се става во корелација со Европската Унија по некој автоматизам, како некаков систем на вредности. И затоа се одразува тоа и во НАТО. Мислам дека доколку се направи исчекор, ќе видите како тие анкети ќе се стопат, тие негативни анкети ќе се стопат како снег. Но ако сега двете влади се вкопате во овие нови позиции, оваа денешната од бугарскиот парламент и вашата за која што зборувавте и вие вечера, а и вчера и премиерот, тогаш како реално да влегуваме во нов тунел во кој што прашање е кога ќе се види светлината на крајот. Дека ќе се влошат тие чувства кон ЕУ, тоа е јасно. Дека нема да дозволиме менување на курс, тоа никогаш нема да дозволиме. Има партии во оваа држава, има луѓе во оваа држава кои што нема да дозволат државата во било каква ситуација да има девијации во надворешната политика. Дека ќе биде тешко да се одржи курсот заради тој лош амбиент кој што ќе биде создаден, да. Но мислам дека ќе се адаптираме. Ние нема да се откажеме од Европската Унија, ќе се обидеме да најдеме начин како, ќе мора да се фокусираме дома со реформите, за да во тој дел да не потврлиме, но да се концентрираме сепак овие денови на можност Што е ставот на Ахмети за ово? Видете, јас го представам ставот на владата. Владата нема став без став и на Ахмети и на Ковачевски. И на, се разбира, и на другите коалицијски партнери. Така да нема различен став на владата и на политичките партии кои што се внатре. Ние сме во постојана координација, дури тоа што е можеби нетипично за наши услови, председателот е консултиран како да е дел од еден систем односно една има ингеренции во надворешната политика. Да, но секогаш имало потешкоти со кохабитацијата, со комуникацијата. Јас апсолутно како го информирам премиерот,
го информирам и председателот на државата, Видов. бидејќи изградивме таква Значи, ниво на доверба. ДУИ е на оваа линија за која што зборувате вие. Да, зборувам и во име на ДУИ, и во име на владата, и во име на Ако нема пробив, може да го менува тоа вашиот став во однос на тоа дали треба да се оди на избори или не? Не, затоа што сметаме дека изборите не се решение, затоа што нема алтернатива која што не може да понуди решение за сите прашања, дали во односите со Бугарија, дали со Преспанскиот договор, дали со меѓуетничките односи, не видовме алтернатива. ВМРО ќе ви каже економски борба против корупција, може тие да бидат алтернатива? Ние не сме виделе ниту една алтернатива од страна на опозицијата, посебно од ВМРО ДПМН, напротив сигнали за влошување на меѓуетничките односи, како што се случи на настанот во Скопје, на прославата, на денот на воспоставување дипломатских односи со Хрватска, кога реагира за тоа што модераторот зборуваше и на албански, и тоа е само некој предвесник што ќе се случи доколку Тоа беше јавно регистрирано? Од тие што беа присутни беше јавно, беше регистрирано, не можам да кажам дека Јас го немам слушнато. Не го немаше во медиумите, меѓутоа го кажувам првпат, но тие што беа таму, за жал, кој реагираше, на што реагираше? Представниците на ВМРО, затоа што модераторот зборуваше на албански јазик и затоа што јас имав неколку параграфи на албански јазик, и тоа само укажува дека уште не сме зрели за прифаќање на еднаквост во ова за Дуиве прашав меѓу другото затоа што видов еден чуден, не знам дали беше добро преведен, статус на Артан Груби, првиот вице-премиер, во кој што меѓу другото вели дека ЕУ мора најитно да го менува начинот на својот одлучување. Па во смисла дека доколку ова не оди вак, доколку нема решение на овој начин. Ама тоа малце наивно е. Сите сме свесни дека. Да, но истата изјава ја имаше и Шолц и Вон дер Лајен, и сите ја имаа таа изјава, и Борел, дека нешто мора да се направи, дека не можеме да бидеме заложници. Ама тоа оди контра овие заложби сега да се бара решение. Оти ако има промени во начинот на одлучување, па зошто да се троши државата? Тоа се сепак ставови кои што укажуваат повеќе на фактот дека заложништвото не е добро за Европската унија. Мислам дека повеќе алудира на тоа отколку на нови решенија во Европската унија. Кога чекате финален предлог? Па знаете дека француското претседателство е до 30 јуни. Тоа значи дека треба наредните денови, доколку они се решат за нов предлог согласно овие ставови на двете страни кои што беа јавно објавени, доколку се решат, ние сме тука да ги процениме. Доколку добиеме предлог, ќе бидат консултирани институциите и ќе донесеме решение. Апсолутно нема да се водиме од хибридни напади, од разочарани политичари кои што сметаат дека можат да изградат, да вратат кариера на бранот на јавното расположение. Ние сме избрани да водиме и ќе водиме доколку сме убедени дека е тоа што политика што води напред за граѓаните и за државата. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам и вас. Уште една пауза, па саботажа. Добро вечер, драги мои сограѓани. Каде е метларката? Еве е метларката, жива и здрава. Очигледно дека Жучко е многу гладен. Да им дам на колегија вака малу да замезат. Господине Цветковски, Да замезите со парите што ги лапате. На марш сме, за да добие ВМРО и да ја уништиме државата. Само Дуј води политика, овие други водат бизнес. Кај смееш ова да го правиме? Ќе звонам на полиција да те пријаваме. Не си излегува надвор, смрди и дој лути на очите. Детоксирање, детоксикологија. Можете да кажете крај на Монтон Пајтон, судството. Ако имаат дете шарено, си земат стара добра прачка од жива ограда и да го искршат од мај. Луѓе,
Ова е борбата да го зацарат антихристот. И значи, стварно у еден момент си рекав, шо направив? Смрдит, не се седит. Јас не сум Феро Хемикаса, за жал. Тука кој е крив? Тито е крив? Јованка да не е крива случајно. Како и многу пати, Бранко Црнковски не ги разбира работите. Како и секогаш повторно манипулира. И ја така ќе направам. И ја ка бате. Нема ка бате сега. Тој заслужи или Бог да мудрам, а не да раскинеме коалиција. Имаме голем човек кој знае да работи. Значи, бизнисмен, шоу бизнисмен. Ким јер урмалар, гютуни термалар. Во превод, тој што јаде многу урма го чеше газот на крај. Дали сме толку забегани, не ми е јасно. Треба народот да знае дека е заебанција. Ова е крајот на оваа емисија, но и на уште една цела сезона на 360 степени на телевизија Алсат. 8 поред беше оваа сезона на нашата емисија на оваа фреквенција. Ви посакувам убаво лето, здравје, се гледаме повторно овде од септември. Пријатно!